И време за вториот разговор во ова денешно издание на утринската програма на јавниот сервис. Разговорите има која што ја најавуваме уште од самиот почеток на емисијата. Проектот на УСАИД со читање до лидерство е проект кој што има за цел да ја процени јазичната и математичката писменост на учениците од почетните оделенија, да ги подобри педагошките виштини на наставниците и да ја подигне свеста кај целата заедница за важноста на овие основни компетенции на децата. Зашто точно станува збор, иако многу пати до сега сме говореле, овој пат имаме причина плюс да говориме за истото, ќе дознаеме од Ана Димовска од фондацијата Чекор по Чекор. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, Дијана, благодариме за поканата. Благодарам што одговоривте на нашата покана и што најдовте време да бидете денеска во емисијата на македонската телевизија. Имаме многу за говорење, ќе почнеме со ред. Американската агенција за меѓународен развој во Македонија УСАИД годинава одбележува 25 години работа во нашата земја. Така, значи, Американската агенција за меѓународен развој УСАИД во последните 25 години во Република Македонија во соработка со македонските граѓани, со државните институции, приватниот сектор, невладиниот сектор, работи се со цел да го подобри живењето во нашето општество и тоа фокусирајќи се пред се на три главни сектори. Тоа е, значи, подобрување на демократијата и владењето на правото, економски развој и развој на образованието. Ние денес поконкретно ќе говориме повеќе за она што го имаат направено во секторот за развој на образованието или проектот со читање до лидерство кој што го поддржува УСАИД од 2013 година наваму. Инаку во секторот образование УСАИД во Македонија поддржува разни проекти и иницијативи од 2002 година наваму, значи околу 15-16 години веќе активно, и сите тие иницијативи и проекти се спроведуваат во соработка со релевантните образовни институции како што е Министерството за образование и наука и останатите институции, во соработка со училиштата, општините и така натаму, и спроведени се проекти и иницијативи во основното, средното и високото образование. Се тоа со цел да се подобри инфраструктурата во училиштата и останатите образовни институции, понатаму да се подобри вклученоста на учениците од маргинализираните групи во општеството, учениците со попречености, да се подобри квалитетот на наставата и да се подобри меѓуетничкиот диалог и разбирање во сите кои што се вклучени во образованието. Со читање до лидерство е еден од многуте проекти на УСАИД. Ајде сега подетално за почетоците на проектот, за идејата и потребата од еден ваков проект. Со читање до лидерство, или на англиски, како што го знаат веќе и низ сите основни училишта, Readers are Leaders Project, поддржан е од УСАИД, од 2013 година започна проектот, а го спроведува нашата фондација, Фондација за образовни и културни иницијативи Чекор по Чекор. Инаку целта на овој проект, како што каже и ти во самата најава, е да се проценат и да се подобрат основните јазични и математички компетенции кај дечињата кои што се вклучени во почетните оделенија од формалниот образовен процес, односно од прво до трето оделение. Тоа се оние години каде што тие учат да читаат, да пишуваат, ги совладуваат основните математички функции и операции. И можеби ќе се постави тука прашањето од каде потребата и идејата за ваков проект во Македонија, бидејќи генерално ние сметаме и знаеме, како што кажуваат и официјалните статистички податоци, дека во Македонија имаме висока стапка на писменост кај населението, нели повеќе од 90% како што кажуваат последните податоци од пописот. Меѓутоа, сепак, значи, установено е дека нашите ученици, кога одат, значи, кога земјата во последните децении се вклучува во меѓународните тестирања, кои што имаат за цел да мерат како учениците од сите земји, односно од поголемиот број на земји во светот, всушност се рангираат по познавања од мајчин јазик, математика и останати природни науки, тука нашите ученици, значи, имаат доста да речеме подфрлат, односно се доста ниско под просекот, под оној просек во однос на функционални знаења. Значи, нашите ученици немаат потреба да речеме точно да прочитаат нешто, бидејќи нашите јазици кои што локалните јазици кои што се говорат тука како се пишува, така се чита, како се чита, така се пишува, значи во таа смисла се до некаде лесен има систем, меѓутоа сепак нашите ученици увидовме дека имаат потешкоти кога станува збор за читање со разбирање.
значи да се разбере она што е прочитано и тоа да се искористи во функција да се учат останатите содржини во училиште, меѓутоа е многу важен предуслов и за успех понатаму во животот. Па токму поради тоа започна проектот на УСАИД со читање до лидерство, значи точно да се направи процена каде се оние потешкоти во овие основни јазични математички компетенции. Многу ни е битно тие што порано, значи уште во првите оделенија да ги детектираме тие потешки подрачја, за да можеме навремено нели да дадеме соодветна поддршка, бидејќи доколку веќе тоа отиде во 6-то, 7-то, 8-то оделение или понатаму ќе биде премногу доцна за да се помогне веќе на ученикот, заради тоа е многу битно да се направат тие интервенции уште во почетните оделенија. Кажавте дека се вклучени деца од прво до трето оделение, јас верувам дека има многу интересни ситуации на терен. Па веќе 5-та година, значи како проектот се реализира во сите училишта. Најпрво во 2013 првичната идеја беше да почнеме со 60 одбрани училишта од сите региони во државата, урбани, рурални училишта на сите наставни јазици. Меѓутоа подоцна, значи на барање на Министерството на образование и наука, проектот се прошири на сите основни училишта, значи преку 330 основни училишта во државата, и тоа можам да напоменам дека различните активности ги спроведуваме со различни чинители. Значи не работиме само со учениците, иако имаме активности кои што се за ученици, но работиме она што е многу важно со раководството на училиштето, со наставниците, со стручната служба, односно училишните педагози, психолози и со родителите, бидејќи многу е важно од оваа возраст на учениците тие да бидат постојано вклучени во процесот на образование. Можам накратко само да кажам што се е спроведено во рамки на овие 5 години. Ние адаптиравме најпрво уште на почетокот на проектот во 2013 меѓународно развиени алатки кои што со помош на УСАИД и Светската банка тие се развиени и се спроведуваат во голем број на земји и јазици низ светот. Тоа се алатки кои што имаат за цел да ја мерат почетната писменост по мајчин јазик и по математика кај учениците од почетните оделенија, и тоа ние ги адаптиравме, ги развивме и адаптиравме на македонски, албански и турски наставен јазик. Понатаму ги обучивме представници од сите основни училишта да можат да ги користат овие алатки со своите ученици, и морам да напоменам дека станува збор за диагностички алатки. Значи тоа не се алатки со кого некого оценуваме, казнуваме, наградуваме и така натаму, туку тоа се алатки кои што ни помагаат на некој начин да го мериме пулсот, до каде се нашите дечиња на крајот на второто, на крајот на третото оделение, колку букви, колку зборови читаат во минута, бидејќи тоа ни е многу важно, колку задачи решаваат во минута, тоа ни е многу важно за да можеме ние да видиме до каде се, кои се подрачјата каде што тие имаат потешкоти, и понатаму, значи, сите овие резултати, препораки од тие истражувања кои што ги спроведовме со помош на овие алатки, а до сега направени се 5 истражувања од 2013 година наваму. Тие резултати и препораки ги користиме за да значи разговараме, дискутираме со образовните институции, со училиштата, наставниците и така натаму, за да се даде соодветна поддршка и помош на децата. Понатаму, значи, базирајќи се на препораките и заклучоците кои што ги добиваме од студиите, ние организираме и активности, односно обуки за професионален развој, па до сега повеќе од 8500 представници од сите основни училишта биле вклучени во овие активности, во овие обуки. Тоа се пред се оделенските наставници, педагозите, психолозите, кои што поминуваат низ еднодневни обуки за техники за поддршка при учење математика и мајчин јазик и при уредување на училницата за да таа стане едно поубаво, постимулативно катче за немладите ученици. Исто така имаме и работилници каде што ги вклучуваме и родителите, каде што на креативни начини, со лесни техники, лесно достапни ефтини материјали, заедно со наставниците тие изработуваат сликовници кои што понатаму може да ги користат дома со децата или пак во училница. Исто така имаме и воведуваме еден поинаков модел, иновативен модел за професионален развој на наставниците. Тие стануваат членови на така наречени заедници за учење, кои што најпрво се на ниво на само училиште, а понатаму се прошируваат и во регионални мрежи. Значи самите наставници всушност представуваат извор за знаење и искуство кон своите колеги. Ги поттикнуваме да разменуваат искуство и знаење во однос на почетната писменост, како можат подобро да ја поддржат писменоста, учењето на јазик и математика кај учениците.
Она што веќе неколку пати исто така го имаме говорено кај вас во емисија, се сликовниците кои што ги издаваме за најмладите. До сега значи имаме издадено и имаме дистрибуирано до сите основни училишта во државата и до сите јавни библиотеки во сите градови во земјата над 100.000 копии на сликовници. Можам да кажам дека во периодот кој следи ќе повторно ќе го обновиме, ќе го освежиме фондот, така што секоја училница од прво до трето оделение на македонски и на албански јазик има добиено по едно комплетче со 20 наслови сликовници кои што се доста возбудливи и интересни и знаеме со сигурност дека ги користат редовно во училница наставниците, меѓутоа веќе имаат разработено и на некој начин систем да дечињата можат да ги позајмуваат за време на викендот или неколку дена дома за да можат да ги читаат и со родителите дома. Исто така во рамки на проектот од 2013 имаме и активности кои што служат за подигање на јавната свест и подигање на интересот за децата да читаат од најрана возраст, бидејќи битно ни е значи да го привлечеме и да го задржиме вниманието за читање кај децата, па за таа цел ние всушност работуваме со голем број на познати личности, познати актери, пејачи, спортисти кои што се омилени на децата и на родителите. Доаѓаме со тие познати личности кај нив во училници и на интересен начин всушност ги анимираме децата за да повеќе сакаат да читаат сликовници и да учат математика. Сакаме да докажеме дека читањето и математиката знаат да бидат забавни и на некој начин да ги поттикнеме и родителите тоа да го продолжат да го прават со децата дома. Сме имале голем број на такви активности во училиштата. Исто така го имаме целосно опремено и реновирано детскиот креативен центар во Младинскиот културен центар Скопје, тука недалеку од зградата на Македонската радиотелевизија. Тој е отворен, ги покануваме слободно сите родители, наставници и своите деца да го посетат. И имаме и библиотека на Тркала, која што е пренаменето возило и веќе има посетено повеќе од 200 локации, за да им однесе сликовници и ресурси на дечињата и од најоддалечените рурални планински места во државата, каде што за жал нема библиотека во близина, нема во самото училиште, нема во селото, нема во најблиското поголемо место, така што ние им ја носиме библиотеката кај нив во училиште. Так, споминавте дека од исклучителна важност инволвирањето, односно вклученоста на родителите во сето. Ова која е она порека која сакате да допре до нив? Па има неколку важни пораки кои што сакаме да ги пренесеме до родителите. Пред се дека нема време кога е прерано да се почне да се чита. Значи има и истражувања кои упатуваат на тоа дека мајката треба да почне да чита, да му чита на детето дека тоа се уште е во незината утроба, и понатаму не треба да прекинуваме, значи да читаме се до неговото тргање на училиште, па и кога ќе тргне на училиште. Се разбира дека тоа треба да биде процес каде што најпрво, нели, родителот му чита на детето. Кога кажуваме родител, мислиме на членови на семејството. Тука некаде имаме баби, дедовци кои што се повеќе инволвирани во секојдневието на детето, постари браќа, сестри кои што можат да го помагаат читањето. Значи, најпрво, нели, ние им читаме на децата, понатаму ги препуштаме како тие ќе почнат да ги препознаваат знаците, буквите, гласовите и тие да прочитаат по некој збор, па цела реченица, па цел пасус, така што тие целосно ќе го преземат читањето. Како што споменав на почетокот, значи ние имаме и она што го покажаа нашите истражувања на терен из овие 5 години е дека нашите ученици имаат проблеми или потешкоти за разбирање на прочитаното. Значи, не само чисто да го прочитаат, туку и да разберат што се случува во текстот. Поука која што можат да ја извлечат се со цел да се поттикнува нивното критичко размислување, да одговараат не само на оние најлесни фактички прашања, туку да, значи, токму да извлечат заклучок од текстот и да можат тоа да го користат понатаму во животот и во други ситуации, така што додека читаат родителите со децата, ги поттикнуваме постојано да разговараат за она што е прочитано и постојано, значи, да ги тираат учениците, односно децата, да што ако ти беше на место на главниот јунак во приказната, ајде да смислиме различен крај на приказната, да смислиме нов лик во приказната. Значи, се тоа ја поттикнува имагинацијата, критичкото размислување, емоционалниот развој на детето, така што тоа би биле некои од главните пораки. И уште една главна порака за која што имавме една интересна кампања минатата година е дека потребно е секој ден родителот со детето дома да чита задолжително по 15 до 20 минути на ден. Тоа е како една формула за успех, би рекле. Так. На крајот овој разговор, кои се идните активности, на што ќе биде ставен акцентот во иднина?
Проектот продолжува до крајот на оваа учебна година, односно до крајот на јуни 2018. Во тек продолжуваат активностите на терен, како што се посетите со библиотеката на Тркала, активностите со заедниците за учење, останатите активности за професионален развој на наставниците и работилниците со родителите. За крај ќе имаме сигурно, односно веќе подготвуваме интересни настани за официјалното затворање на проектот, но за тоа повторно ќе дојдеме да го најавиме некаде во месец мај, а понатаму нашата фондација, фондацијата Чекор по Чекор, продолжува и со останатите активности и проекти кои што ги имаме, а се насочени за подобрување на раниот детски развој и подобрување на образованието во Република Македонија. Така, ќе се видиме повторно, како медиум сме тука да ве поддржиме во сето она што го работите, да ги информираме граѓаните. Се разбира, Димовска ми беше чест и задоволство утрово да бидете наш гост. Благодариме. Ви благодарам уште еднаш, одиме понатаму.